Пролетните мразови лани уништија добар дел од очекуваниот труд на нивите на земјоделците. Барања поднесуваат два пати, прво до Комисијата за проценка на штети во општините, а потоа и во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Првичните проценки покажа и до 100% измрзнување кај лозовите и овошните насади. Речиси и по една година земјоделците се уште чекаат да бидат обештетени. Министерот за земјоделство најави дека наскоро ќе започне исплатата, а производителите ги чекаат овие средства да ги покријат загубите и планираат годинашново производство. Очекуваме, ама тешко. Не дават. На колку, например, ако би требало да те обештетат, би очекувало да тебе земеш? Па сега не знам, има тamo поднесено молби, има поднесено тие работи. Како ќе биде, ќе видиме крај ќе каже. Колку ви беше штетата лани у процент од публика? Па имаше тамо не околу 60.000, така нешто беше. А имаме нешто штета, ама... Колку прилика штета имате? Па немаше многу штета, али прилично спречими го време траењето на производството на компиро. Закасна со месец време сигурно производството, така да и малку и народо ударјали, не е многу голема штета. За штетите кои се случија од пролетниот мраз во април 2017 година завршени се проценките и обработката на барањата кои ги правеа подрачните единици на Министерството, а потоа 15.800 предмети беа предадени на Бирото за судски вештачења. Исплатата ќе се врши или по однос на програмите на платежната агенција или од резервите со кои располага државата, изјави министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Околу 2500 земјоделци од источниот регион лани поднесоа барања за обештетување на штетите од пролетните мразови, од кои околу 500 од Штипско и Карбинско.